За период од 2 години, земјоделците од Валандовскиот регион ќе добијат нов систем за наводнување на своите земјоделски површини. Почна изведбените работи за изградба на примарната и секундарна мрежа од системот Јужно-Вардарска долина втора фаза, со кој ќе се овозможи наводнување на околу 2040 хектари обработливи површини. Ќе се изградат 9 километри главен канал, 85 километри секундарна и терцијална мрежа, а ќе се реконструираат и 5 помпни станици. Изградбата на новиот модернизиран систем за наводнување ќе придонесе за зголемување на обработливите површини, за производство на земјоделските култури кои што се важни за овој значаен регион. Конкретно со реализацијата на самиот проект ќе се овозможи наводнување на над 2040 хектари земјоделска површина во Валандовскиот регион. Со тоа ќе се создадат услови за одржлива употреба и управување со природните и водните ресурси, што ќе придонесе за подобрување на условите за живот во Валандовскиот регион и за зголемено и конкурентно земјоделско производство. Земјоделците од валандовските населени места Јосифово, Удово, Пирава тврдат дека постојано имале проблем со водата за наводнување. Морале да интервенираат со бушотини како би можеле да ги наводнуваат своите ниви. Со нетрпение го очекуваат новиот систем, со кој се надева дека ќе се зголемат земјоделските површини, оти добар дел во овој регион, поради немање вода, стојат необработени. Во Јосифово претежно со бушетини, со бунарско наводнување. Проблеми имаше со системот, да. Секој дек ќе биде подобро. Вода секој ќе има, него колку ќе биде цената е многу битно. И луѓето бушат се на такова, не е како канало што теча и моторот што влече, значи толчка двоцорна цена, а овај ќе го пушташ тече колку што треба. Меѓутоа кога има вода, има живот. Нема да бегат младите, ќе има производство на време, квалитетна роба ќе има, ќе се сеја 35 култури во рамките на Југославија, ние имаше застапено тука Валандовското. Системот за наводнување Јужно-Вардарска долина чини околу 24 милиони евра. Средствата се обезбедени од буџетот на државата, но и од Германската развојна банка. Австриската Штрабак ќе го гради овој систем, кој треба да биде готов до март 2021.